Во болка и тага, Бранка и Стојан Костови ги поминуваат деновите во својот дом во Кочанско Спанчево. И по 6 години од убиството на нивниот син Даниел, болката не стивнува. Единствена светлина им е 9-годишниот Стефан, синот на Даниел. Тие се негови старатели. Да кажеме да го чуваш внучето, ама да знаеш дека таткото и мајката, да речеме, ќе се вратат за новогодишните или болет. Меѓутоа многу тешко, многу со нашата болка која што ја имаме, многу тешко, пошто Даниел ни умре на 25 години, ни почина. Еве, ние за да детето да не оде од дом, пошто мајката не беше озбилна мајка. Убиецот на Даниел доби 6 години затвор и на малиот Стефан да плаќа алиментација се додека не наполни 18 или 22 години. Досега Бранка и Стојан немат добиено ниту денар. Со судската пресуда требе да му дава 4000 денари секој месец. Меѓутоа не му дава. А он не е осигуран у фирмата на жена му, меѓутоа фирмата е семејна. Не знам државата, еве Министерството за правда и Министерството за труд и социјала. Значи знаат дека Стефан расте без мајка, без татко, без ништо. Значи они требе да налегат детето да му дава он издржка. Меѓутоа он не му дава. Семејството преживува со 9300 денари инвалидска пензија на Стојан и малата помош од другиот син кој пред половина година заминал на печалба во странство. Разочарани се од целосната негрижа на институциите. Не знам стварно дека институциите не работат како што треба. Ја мислам дека не. Центарот за социјални работи му викат не ве следува пошто детето зима пензија. А мене кој да ми даде што го ја чувам детето? Барем нека ми дадат мене. По основ на стрес алиментација, убиецот на семејството му должи над 3 милиони денари. Костови тврдат дека има 80 декари земја и крави. Со парите сакаат на Стефан да му купат стан. Се плашат дека еден ден нивниот внук може да се најде пред искушение и да посегне по убиецот, кој живее само на 100 метри од нив. Секој ден се гледаме, секој ден. И дето го стравеше и да заминува тамо, вика. Па и закани имаше по детето. Се имаше. Па при Јована има полицијата секаде. Сакавме да ја слушнеме и страната на осудениот, но соседите ни рекоа дека излегол, не е дома, сепак потенцираат дека има специфичен карактер. Во 2014 година, 22-годишниот Даниел по неколку дена во кома им подлегна на повредите, кој со клешта во пределот на главата му ги нанесе првиот сосед. Убиецот беше помилуван така што за убиството на Даниел одлежа само 4 години.